Благодарам и на поканата. Позволете најпрво да се заблагодарам на мисијата на ОПСЕ за континуираната поддршка која што дава во Македонија, особено во делот на слободата на изразување и на медиумскиот простор. Навистина е од големо значење и поддршката што добиваме како земја и од локалната тука канцеларија, но и од централната во Виена. Од особено значење се заложбите за јакнење на капацитетите на јавниот радиодифузен сервис, што представува едни од нашите приоритети. Во таа насока, онака како што ветивме во нашата предизборна програма, ја укинавме радиодифузната такса и сметаме дека обезбедивме стабилно, конечно стабилно финансирање на јавниот радиодифузен сервис. Ќе биде многу по-предвидливо како ќе се финансира и со колку средства радиодифузниот сервис и многу полесно за да се менаџира од страна на раководството на Македонската радиотелевизија. На оваа тема бевме во постојана комуникација со канцеларијата со централната на ОПСЕ во Виена во делот на медиумите и со оваа тема разговаравме и со високиот представник за медиуми, господинот Харлем Дезир, пред неговата посета тука во Скопје, каде што особено ги поздрави активностите кои што ги превземаме во правец на подобрување на работењето на јавниот радиодифузен сервис. Со господинот Дезир се согласивме дека за професионален радиодифузен сервис пред се е најважно да се обезбеди модел на финансирање кој што ќе биде стабилен и нема да ја загрозува независноста на јавниот радиодифузен сервис. Морам да искажам и задоволство дека коментарите кои што ги добивме од страна на канцеларијата на ОПСЕ во текот на консултациите апсолутно ги вградивме сите во најновиот текст на предлог на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, но секако тука дебатата не е затворена и тој е понатака отворен за дополнителни предлози кои што може да ги имаме во понатомошниот дел на дискусијата. Во предлог измените, еден од предлозите е дека во координација со сите засегнати страни предвидуваме нов четврт канал, каде што ќе се емитува програма на јазиците на заедниците. Ние како држава сме свесни дека формирање нов канал ќе е предизвик за јавниот сервис и затоа од големо значење и ангажманот на пријателите од ОПСЕ, како и од сите други меѓународни организации кои што сакаат да помогнат во овој процес. Изминатиот период, вториот сервис на Македонска радиотелевизија беше единствена можност каде што редакциите на малцинските заедници, односно помалите етнички заедници во Македонија, да презентираат своја програма со согласувам ограничени финансиски, технички и човечки капацитети. Со воведувањето на четвртиот канал се очекува и поголема професионализација на програмата на помалите етнички заедници во Македонија. Целта е да се придонесе за пред се објективно информирање на сите граѓани на сопствениот мајчин јазик. Последната верзија и како што ќе имаме нови верзии од законот, сите ќе бидат доставени до канцеларијата на ОПСЕ, од каде што повторно ќе очекуваме повратни коментари со цел да постигнеме максимална можна усогласеност и да имаме што е можно поголем консензус помеѓу сите чинители кои што треба да бидат движечката сила на реформите во медиумите. И пак ќе го кажам оно што цело време го кажувам. За жал, се доведовме во ситуација во која што како двигател на реформи во областа на медиумите треба да биде владата. Напротив, сметам дека моторот на реформите во медиумите треба да бидат вработените во медиумите, медиумските асоциации и здруженија. И затоа се обидуваме да дадеме простор на сите, со многу јавни дебати, со отворена расправа, без никакви инсистирања од страна на владата, за да сите може да се најдат во измените на законите. Би сакал да заблагодарам на експертот за медиуми на ОПСЕ, господинот Джонатан Стомен, за анализата која што ја подготви во изминатиот период и за пред се препораките, особено очекувам да ги видиме за работењето во следниот период во однос на четвртиот канал на Македонската радиотелевизија. Македонската радиотелевизија, да бидем искрени, се соочува со тешка криза. И мораме да се соочиме и со реалноста. Сите сакаме МРТВ веднаш да исчистиме долгови, да веднаш стане професионален радиодифузен сервис, да има технички и човечки капацитети. Ама за жал живееме во држава како што живееме, испокрадена и опустошена,
И затоа и Македонската радио телевизија ќе мораме заедно сите да се прилагодиме кон условите во кои што живееме. И затоа заедно ќе работиме на што подобри услови и на што постабилно работење и предвидливо работење на Македонската радио телевизија. Затоа што не смееме да заборавиме од каде доаѓаме. Од каква состојба и во медиумите, и во медиумскиот сектор, и во Македонската радио телевизија доаѓаме. Ние цврсто веруваме дека патот по кој што го предложивме во однос на застапеноста на програмата на помалите етнички заедници во Македонија е оној вистинскиот. За прв пат во државата имаме премиер кој што е представник на најголемата етничка заедница, а кој што ја води борбата дури и за правата на малите етнички заедници. И таа атмосфера, таа реалност треба да искористиме сите заедно. Ние, пак ќе кажам, тоа цврсто сме уверени во тоа, не се работи за никаков вид на политички пазар или притисоци, туку навистина цврсто веруваме во оваа политика. Дебатата нема да престане, ниту денес, ниту наредните недели и колку и да треба. Но сепак, дозволете и оваа прилика да кажам дека разни коментари слушаме во последно време, па дури дека се обидуваме да воведуваме цензура и навистина дел од дилемите кои што треба да ги отвориме во јавноста е дали воопшто, и тука апсолутно ова е моје лично мислење, не е дека Роберт и од медиумската сфера има секако можеби и други гледања, дали воопшто владата треба да предлага било што. Туку тоа треба да биде предлог на чинителите во медиумите, во медиумската област, а ние сме тука, како што и до сега кажуваме, да ги прифатиме сите предлози. Но еве и тоа да биде една од темите за дебата во следниот период, каде што навистина очекувам да на сериозен начин дадеме свој принос. Благодарам.